Благодарам, потпредседателе, почитувана јавност, почитувани пратеници, почитувани членови на владата. Имам 3 прашања, се насочени кон обвинителот, министерот за одбрана и премиерот. Првото прашање е поврзано обвинителе со монструм. Поигрувањето со чувствата и болката, емоциите на македонската јавност со монструм започнуваат за време траењето на циркусот со објавување на разговори стекнати на криминален начин во мај 2015 година. Во тој период, тогашниот лидер на опозицијата изјави дека со објавување на разговори од монструм ќе се открие на болна вистина. 2 години понатаму, 2017 година, цело време темата се држи високо. Сегашниот премиер изјавува дека имам докази за монструм. За Српски курир, 2017 мај вели дека постојат докази дека луѓето кои се сега во затвор нема никакви докази за тоа што се, но постои сомнение дека власта е вмешана во истото. Пред само една година, сегашниот втор човек во владата, генералниот секретар Мухамед Зекири, на 18 декември 2019 година изјавува дека случајот монструм е измонтиран и дека се апсеа невини луѓе и затоа процесот се врати назад и затоа луѓето чекаат и бараат правда. 6-та година поред имаме поигрување со трагичната судбина на семејствата на жртвите и поигрување со чувствата и емоциите на јавноста. Се прави лажна перцепција и манипулирање со најдлабоките сентиментални чувства на народот. Зошто? За политичка власт и за моќ. Затоа и ова прашање не му го поставувам на премиерот. Премиерите во државите во развој, кои не можат и не знаат како да му обезбедат подобар живот и повисок стандард на народот, прибегнуваат кон овакви нечестни и манипулативни политики. За неговата одговорност ќе суди народот на избори. И не е трагично ако народот нема доверба во ЗАЕВ, во СДСМ, во ДУИ. Трагично е, обвинителе, што тој направил перцепција и вас во обвинителството. Трагично е што народот ја губи довербата во институциите и тоа што вие не му служите на правото, редот и правдината, туку и политиката. Прашањето ми е, по кој основ јавниот обвинител на тогашниот веде јавен обвинител Лидија Спасовска побара од Врховниот суд да се укине пресудата и да се врати на повторно судење? Дали ќе покренете одговорност за Лидија Спасовска, која сега е заменик, а тогаш била веде јавен обвинител? И на крај, господине Јовевски, дали чувствувате лична одговорност за оваа правна лакрдија? Второто прашање е кон Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска не е тука. Тука е заменикот. Таа беше тука кога знаеше дека нема да се поставуваат прашања. Почитувани пратеници, не довикувајте. Република Македонија е 2,5 години... Колега Пренчов, имаме представник. Знам дека кажа дека заменикот тука. Министерството за одбрана. Внимавате на времето. Колеги, имаме посериозен проблем дали е заменикот или министерот. Република Македонија е 2,5 години без највисок представник во НАТО во Брисел. Ова е дискредитација на државата и тоа не од било кој, туку од министерот за одбрана господјата Шекеринска. Причината е тоа што таа предлага кандидати, а НАТО ги одбива. Деновиве поради безбедносни причини НАТО ни одби уште еден кандидат кој исто така го предложила господјата Радмила Шекеринска. НАТО почива на доверба помеѓу сојузниците, а господјата Шекеринска таа доверба ја прокоцка уште со првите чекори. Изборот на кадри кои што се блиски до определени функционери од актуелното владеачко мнозинство го покажуваат фактот во вените на чија партија тече малигно источно забавување, како што би кажала Радмила Шекеринска. Неziната непрофесионалност и штети на државата. За жал, почитувани пратеници, за Шекеринска нема втора шанса за прв впечаток. Прашувам кој е одговорен за оваа лакрдија која што се случува на Република Македонија. Прашувам кого и за кого шпионирале овие генерали кои не можат да добијат безбедносен сертификат од НАТО и кој ги предложи истите. И обраќање до Радмила Шекеринска, иако не е тука, дали бидејќи таа ги предложила и бидејќи од оваа говорница милена реплика и беше дека одговорноста има име и презиме, прашувам дали господо Шекеринска дојдовте, ќе си поднесете оставка и како држава барем малку ќе го покриеме меѓународниот срам кој што ни се случува со НАТО.
Третото прашање до премиерот. Господине Заев, ова прашање сакам да ви го поставам во декември, не успеав, не додов на ред, бидејќи беше така јубилеј 2 години од една од многуте легендарни изјави од ова собраниска говорница во рубриката Ветено неостварено. Последен четврток во декември, за среќна нова 2019 година, овдека кажавте дека готово завршуваме со политиката, одиме на економија, одиме на капитални инвестиции, одиме кон подобро, ќе го држам лекција по економија. Од оваа говорница ги ветивте Чебрен, Галиште и Бошков мост. До каде се, премиере? До никаде не се започнати. Од оваа говорница видивте и нов клинички центар, ќе почнува се гради во 2019 година, не можело во Карпош, не знам каде ќе бил. До каде е, премиере? До никаде не е. Од оваа говорница ветувавте автопат, Велес, Градско, Прилеп, Битола, Меджитлија. До каде е, премиере? Почнат ли е? До никаде не е. Од оваа говорница ветувавте дека само што не завршил автопатот Кичево-Охрид. До каде е, премиере, автопатот Кичево-Охрид? Од оваа говорница ветувавте магистрален пат Гостивар-Кичево, проширување. До каде е тоа проширување? До никаде не е. Од оваа говорница ветувавте железничка пруга од Дебар до Албанија, дека ќе се поврземе со коридорот 8, дека целосно ќе биде готов. До каде е? Дали е започнато? Не, не е започнато. Сите економски проекти, сите капитални инвестиции кои што ги ветувавте, не ги исполнивте. Само ве подсетувам, ова е јубилеј, 2 години и 1 месец од таа дискусија, кога во ова собрание целата македонска јавност ја убедувавте дека почнува години на економија, дека со политиката сме завршиле и дека само ќе зборуваме за економија. Се фалите секоја година во зависност од дневната политика или месечна политика, де сте изградиле 200 километри, де сте изградиле 300 километри автопатишта. Ве прашувам, кој автопат го започнавте со проектирање од сите оние кои ги ветивте и да ми кажете, ако веќе се фалите што сте изградиле, од кои средства и од кои финансии сте го направиле тоа? Дали, господине премиере, дали тоа сте го правиле со средства од јавното претпријатие за државни патишта, или можеби пак со средства од Министерство за транспорт и врски, или пак со некој посебен закон за задолжување, или пак со некои грантови од ЕУ фондови сте отпочнале изградба на автопат во Република Македонија. Благодарам.